На моје огромно задоволство, денес сме на вече завршената велосипедска пешачка патека. Најпрво да им заблагодарам на гостите што прифатија нашата покана денес да бидат наши гости и да се увериме сите заедно во убавините и бенефитот кој го создадовме во оваа убава патека. Им благодарам на представниците на Тиквишки токаџи, Пленарско друштво Орле и Сдруженијето Мобилност, што се денес присутни на овој настан. Придобивките од реализацијата на овој проект се големи и за жителите на општина Кавадарци, меѓутоа и за целокупното население. Вкупната проценета вредност изнесува 29 милиони денари и 500, без вклучен ДДВ. Средствата во износ од 29 милиона денари се обезбедени од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој, а кофинансирано, односно делот на ДДВ-то е од општина Кавадарци со висина од 5 милиона и 300 денари. 4 километри долгата патека е збогатена со спортски содржини, места за одмор и современо осветлување. Сега кавадарчани можат безбедно да се рекреираат од градот преку село Ваташа па се до Моклиште. Ова е едно поврзување кое представува многу побезбедно место за пешачење, возење велосипед и рекреација. Со оглед на тоа што овој правец кон Моклиште и досега беше користен од страна на велосипедистите, до сега имаме патека која е осветлена и безбедна. Исто така многу важен момент што треба да се напомене е фактот што оваа патека е направена и е безбедна за да може да ја користат и лицата со инвалидност и попреченост. Општина Кавадарци ќе продолжи со инвестирање и реализирање на проекти во делот на спортот и изградбата на уште велосипедски и пешачки патеки. На моје задоволство денеска заедно со градоначалникот, колегата за министер за земјоделие и директорот на платежна агенција, како и директорот на Вардарскиот плански регион, имавме можност да свечено пуштиме во употреба оваа патека која што е финансирана од платежната агенција. Јас сум задоволен затоа што финансиските средства на нашето министерство и на другите министерства и институции се насочени кон развој на регионите. Со новиот закон за равномерен регионален развој практично предвидуваме сите средства од институциите да водат сметка да го запазуваат степенот на развиеност и сите тие програми да врват преку Советот за равномерен регионален развој кој што го води подпредседателот на владата Фатмир Витичи. Онаа година кога што ќе имаме дисбаланс во оваа распределба на пари, ќе биде задолжен Советот следната година да ги балансира, односно регионот кој што добил помалку пари да му се надоместат и да има повеќе средства за работа во следната година. Јас сум задоволен бидејќи со овој проект практично и сакам да упатам апел за новогодишните празници, граѓаните наместо да се собираат во затворени простори, да ја искористат оваа патека, жителите на Кавадарци да рекреираат. На тој начин и ќе си го зголемат својот имунитет, ќе рекреираат и ќе си го зачуваат своето здравје. Придобивките се очигледни веќе, како што ме информира градоначалникот, и цената на земјиштето, приватното земјиште кое што се наоѓа покрај патеката, овој период значително се зголеми, значи сите инвестиции придонесуваат за еден побрз економски развој и поголема ќе имаат поголем ефект како за приватните за граѓаните, така и за бизнисот. Јас апелирам и благодарност за Вардарскиот плански регион кој што го реализира овој проект, апелирам и другите плански региони и општините навистина да инвестираат и да ги подобрат условите за живот на граѓаните. За мене е особена чест што денес присуствувам тука на свечено отварање на ова патека, што реално е придобивка и за Кавадарци, но е еден добар модел на тоа како треба и другите општини, односно и другите региони. Се покажува точно дека политиките на владата и Министерството за земјоделство во делот на развој на руралните средини и користењето на програмите за рурален развој допринесуваат за подобрување и на стандардот и на развојот и реално ние ќе продолжиме со иста мера на ист начин и понатаму за сите заинтересирани и општини и единици на локална самоуправа што сакат да аплицираат во делот на финансирање на вакви слични проекти, ќе имат нашата поддршка и нормално ова да служи како добар пример за сите други дека како треба да се искористат средствата и навистина да се направат вакви добри и одржливи проекти. Честито за Кавадарци градоначалникот и верувам дека во иднина ќе имаме и други слични вакви настани на промоција. Драго ми е што денес сме овде за да го одбележиме финализирањето на еден одличен проект финансиран од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Општина Кавадарци и регионот важат за едни од подобрите искористувачи на овие средства. Само да потсетам дека
Имаме околу 202 проекти со вкупна вредност од 38 милиони евра, со кои што се подобрува руралниот развој и развојот на руралната средина и руралната инфраструктура. Ова велосипедска патека со должина од 4 км е со вредност од 30 милиони денари кои што се покриени од агенцијата. Останатиот дел ДДВ-то се покрива од страна на општината. Ова е една исклучителна можност и за граѓаните на Кавадарци и за граѓаните од останатите местни населенија да користат оваа патека за рекреација и за релаксација. Како останати проекти кои што се финансирани во регионот, ќе ги споменам проектите во Сопот, каде што се ревитализираше канализационата мрежа и се обновија водоводните линии. Тие проекти беа со вредност од некои 20 милиони денари, значи вкупно Кавадарци користи преку агенцијата проекти во вредност од 50 милиони денари, кои што значително го подобруваат живењето во руралните средини и со тоа агенцијата продолжува во насока на подобрување на животот во руралните средини, развивање на руралниот развој, а со тоа и развивање на економијата во руралните средини. Во мое име и во името на Сдруженијето на телесни инвалиди Мобилност Кавадарци сакам да ви се заблагодарам на градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, локална самоуправа, на министрите на Република Северна Македонија и буквално сакам да ви се заблагодарам секогаш од било кој аспект имате разбирање од нашата физичка дисфункција, секогаш наоѓате начин и модус како полесно да можеме да функционираме и да ни ги олесните нашите природи околу архитектонските бариери, социјалните бариери и културните бариери. Па, би сакал да ја поздравам оваа реализација на овој проект кој што е од големо значење за нашиот град, за сите кои што се љубители на спортот, посебно велосипедистите, оние кои што пешачат и за лицата кои што се со попреченост, исто така оваа стаза овозможува да се движат и да ги доживеат и уживаат во убавините на овој регион. Тиквишки точакџи секогаш били иницијатори за вакви проекти, ги поддржуваат, ќе ги поддржуваме во иднини и се надеваме дека ќе има што повеќе вакви проекти.